Нов урбан блок и нови возбудливи минути со нас. Денес сме на кафе со енергична, директна и секогаш во топ форма актерка и балерина Катерина Шехтанска. Ова е само дел, а што ви подготвивме, гледате во продолжение. Во новиот урбан блок зборуваме на тема Фотона 4D лазер на кафе со Катерина Шехтанска и ве носиме на најубавите пролетни дестинации. Останете тука. По рекламите почнува новиот урбан блок. Често велиме дека лицето е нашето огледало, но во динамичното секојдневие на кожата е потребна повеќе од само обична нега. На оваа тема разговараме со нашите стручни соработници од Дермабела. Следејќи ги светските трендови за подмладување и обновување на природната убавина на кожата, дојдовме до нешто што се вика Фотона 4D. Станува збор за лазерска технологија, која е научно потврден метод за обновување на природната убавина на кожата. Третманот се изведува во текот на целата година, што е особена предност и за него не е потребна анестезија, што зборува за тоа дека чувството за време на третманот е пријатно. Сепак повеќе на оваа тема ние дознаваме низ разговорот со нашите стручни соработници од Дермабела. Повеќе информации на оваа тема слушате во продолжение. Кога зборуваме за антиејджинг или приејджинг, најновите третмани и трендови во светот се неинвазивните третмани. Бренд број 1 и на врвот од сите третмани кои што се прават насекаде и во нашата ординација се лазерските третмани. Сите многу ги сакаат за тоа што се неинвазивни, не оставаат никакви последици, не бараат време за опоравување, а даваат веднаш и брзи резултати. Најбаран лазерски третман за подмладување е Фотона 4D третманот, кој што е составен од 4 чекори, односно Фотона го има направено тој третман према своето лого за убавина. Убавината доаѓа од внатре кон надвор, така да се обработуваат сите слоеви на кожата и на подкожното ткиво, се гради нов колаген, се постигнува поголема еластичност, а последниот чекор е пилинг, кој што е невидлив и веднаш може да продолжите со работа. Се почесто овој третман го бараат младите луѓе, затоа што трендовите во последно време, ви реков, значи не е антиејджинг, туку е приејджинг. Сакаат да ја сочуваат убавината. Веднаш по направен лазерски третман може да забележиме видлива разлика, бидејќи сме работеле од десната страна, од лева страна не сме работеле и може да се забележи дека десната страна, каде што не е работено, се гледа длабока назолабијална бразда, левата, кај што сме работеле, се гледа веднаш видлив лифтинг ефект, значи пократка и како веќе да не постои. Сончевите денови се тука, а со нив и желбата за нови авантури. Ако се уште не сте се одлучиле каде да го поминете престојниот викенд или пролетниот одмор, дознаете во продолжение. Грузија е земја која дури сега малку срамежливо се отвара за туристи. Но шармот на оваа земја на почетокот то освојува и нема да помине долго додека Грузија не стане една од водечките нови туристички дестинации. Доколку планирате да го поминете следниот одмор во Грузија, одвојте минимум една недела, идеално 10 дена, со цел да ги посетите сите интересни места кои често се наоѓаат во другите делови на земјата. Главниот град на Грузија е исклучително колоритно место каде грузиската традиција и урбаната сегашност се среќаваат во исто време. Како никаде на друго место во Грузија ќе доживеете поголем метеж на улиците, ќе почувствувате што носи иднината за оваа земја, но и ќе видите низ што поминала Грузија во својата историја. Тбилиси не е голем град и не ви треба еден ден за да ги посетите неговите главни знаменитости. Меѓутоа, бидејќи голем број дневни патувања тргнуваат токму од тука, тоа ќе биде ваша база за истражување на дел од земјата. Уплицике е една од главните атракции на Грузија и е пештерски град, кој бил големо паганско светилиште. Ископувањата покажале дека е создаден веќе од 4 век пред нашата ера, додека во време на грците и римјаните можел да прими и до 20.000 жители. Подоцна тоа станало само место каде живееле некои свештеници, а бил уништен во 13 век.
Фасцинантно е да се шета низ необичните улици, скали и одаи, а гледката од карпите е незаборавна. Градот Гори е познат по Сталин, кој е роден таму. Во градот има голем музеј посветен на овој диктатор, но за жал повеќето работи не се преведени и се состојат главно од фотографии. Пред музеот се наоѓа неговото родно место, каде и возот што го користел за сите патувања поради стравот од летање. Гори е на пат до или од Дуплицике, па можете да застанете и да го посетите попат. Доколку не сте љубители на историјата, слободно прескокнете го музеот. На врвот на живописниот рид се наоѓа убав манастир, кој нуди прекрасен поглед на градот. Тој е еден од најубавите примероци на типична, постара грузиска архитектура, а изградбата е завршена во 7 век. Мцхета, поранешниот главен град на Грузија, се смета за еден од верските центри. Овој град има долга историја, дури 5000 години. Главната атракција е катедралата, една од најимпресивните во цела Грузија. Денес овој град е малку повеќе од мало село, но голем број грузици се уште ја посетуваат катедралата, која е од големо историско и религиозно значење за оваа нација. Регионот Казбек е дефинитивно една од водечките грузиски атракции. Повеќето од фотографиите кои го обиколија светот и послужија како реклама за Грузија, покажуваат мала црква на врвот на рид, обкружена со планински масиви. Па таа црква се наоѓа во регионот Казбек. Сите љубители на природата нема така лесно да го заборават овој дел од Грузија. На поранешниот воен пат кој минува низ овој регион па се до руската граница, во 1983 година е подигнат руско-грузиски споменик во знак на пријателство на овие два народи. Но всушност е одличен пример за советска манипулација. На него се прикажани руската и грузиската историја и традиција, а она што го прави овој споменик е уште поинтересен е импресивната локација на која е поставен. Сванети е дефинитивно една од најубавите региони кој се издвојува по својата природа, но и по своите жители. Токму Сванети е единствен дел од Грузија, никогаш во историјата не бил освоен, а неговите жители се специфични. Зборуваат дури и на дијалект што поголемиот дел од Грузија не го разбира. Најчеста дестинација е Местија, единствената поголема населба од каде што можете да одите на разни планинарски патувања. Регионот Сванети е познат по своите кули кои секое семејство ги имало до својата куќа, а тие служеле како место за наблюдување и место за бегство во нечиј напад. Една од водечките атракции кога патувате од Тбилиси до регионот Казбеги е замокот Ананури. Тоа е всушност целиот комплекс покрај реката Арагви, кој бил дом на феудалната династија Арагви од 16 век. Вистинско чудо е што целиот комплекс се уште стои, бидејќи преживеал со векови разни напади, па дури и масакар на семејството Арагви. Целиот комплекс има малку морничава атмосфера што го прави истражувањето на овој замок уште поинтересно. Грузија и виното се нераскинлив сојуз. Грузиците беа први кои ферментираа вино пред повеќе од 8000 години и се уште се познати по нивните шишиња. Најпопуларен регион е Кахети, кој има и најголем број лозови насади. Туристичките агенции нудат еднодневни патувања кои вклучуваат неколку посети на избрани винарии, при што дополнително ќе објаснат историјата на производство на вино и детално ќе го опишат традиционалниот грузиски начин на производство на вино во глинени амфори. Ваше е само да посакате и можете веднаш да се најдете на едно од овие прекрасни места во Грузија, држејќи чаша полна вино. И овој пат ви најавуваме релаксиран разговор со урбана личност, а за кого станува збор гледате во продолжение. Денес во Урбан блок нашата гостинка е дефиниција дека жената знае да биде подеднакво нежна, силна, храбра и борец. Од балетските патеки до актерските штици и телевизиските екрани, денеска во Урбан блок велиме добре дојде за Катерина Шехтанска. Катерина, добре ни дојдовте во Урбан блок. Добро ве најдов и пред се морам да се заблагодарам за прекрасната најава. Драго ми е. Имам чест што ќе позборуваме малце за тебе и да ги запознаеме нашите гледачи за твојата прва љубов, тоа е балетот. Да. Кажи ми од кога Катерина почнува со балетот и дали таа љубов
прераснува во пасија до ден денес? Да, таа е љубов која што мислам дека никогаш нема да згасне. Прва дефинитивно затоа што сум порасната во балетска сала. И мислам дека не е како, например, јас тргнав на 8 на 9 години во балетска школа, сега почнуваат од прво одделение од 6 години, со тоа што целото балетско образование го завршувам таму, кое што трае прво подготвителни 5 години и потоа средно, за на крај да се запишам на факултетот за драмски уметности и никогаш да не згасне таа љубов кон балетот, да остане да тлее и можам да кажам дека до ден денес поникогаш доаѓам до некоја дилема дали воопшто и требаше да се запишам на факултетот за драмски уметности да станам актерка или требаше да останам само балерина. Колку дисциплина и форма бара професионалниот танц? Дали бара некои одредени отстапки, предпоставувам? Секако. Значи, дисциплина многу голема, како всушност и во секоја работа која што се работи или каде што се захтева физичка активност. Имаме одрекување од многу работи. Тоа е со исхраната треба да внимаваме, начинот на живот треба да внимаваме и секако самото поминување на долги часови во балетската сала ви одредува каков начин на живот вие треба да имате. Сето тоа е толку минорно за разлика од тоа што добивате вие со како поврат на како фидбек од балетот. Многу е тежок, многу е убав, треба да се работи со многу љубов затоа што тоа одрекување кое што го имате има понатаму, нели се одразува на целокупниот живот, но пак ве исполнува на некој сосема друг начин, така да се прави некој баланс, немате тука ништо изгубено дефинитивно. Вашата прва љубов е балетот, а потоа продолжувате и кон глумата, кон театарските представи, за да ве гледаме и во народните македонски народни приказни. Какво е чувството, кажете ми, кога сите ние сме израснале со македонски народни приказни? Предпоставувам и вие, за да еден ден сега сте во од другата страна во улога на глумец, како ги доживувате приказните и какво е чувството за да се учествува во нив? Да. Вака сега, мене тоа ништо не ми беше многу поразлично, затоа што јас сум ќерка на актер и растена сум со сите тие работи. Ние никако, не знам, по дефолт сме од мали нозе. Например, мојата прва театарска представа беше веднаш после балетскиот концерт, кој што беше прв во Илија Николовски Луј. Значи, тоа се случи некаде на 10 години. Првиот концерт беше, значи, настап со балет и веднаш потоа дојде да играм во студентска представа која што имаше премиера во МНТ, како актер, како глумица. Без разлика што бев мала, значи сепак имав текст. Веднаш го усетив тоа. Така да некако беше нормално текот на настаните да биде таков, да бидам и балерина и глумица и многу мала се појавив пред камери, затоа што самиот, нели, од балетот не носе, дали снимавме на Златно славече, дали настапувавме на било која емисија кои што беа на македонската телевизија. Значи, без разлика тогаш, нели, само толку телевизија имаше, имаше приватни. Стек да бевме ние, бевме, како да кажам, некако научени на сето тоа. Јас сцената може практично да кажам дека сум родена на сцена, затоа што од многу мали нозе ја завладеав. Не ми беше ништо чудно, не ми беше нешто посебно. Со актерите со кои што сум растела биле колеги на татко ми, практично ми биле дома и не ми било нешто како моите деца сега, како што ги доживуваат моите колеги, не ми било нешто вау. И првата приказна кога ја снимав, тоа беше, јас не бев воопшто актерка, јас имав 17 години, требаше да заменам друга актерка која што имаше, не знам, некаков ангажман во некој театар и воопшто не ми беше страшно да бидам покрај такви еминентни имиња, покрај Колозов, Ванчо, Гоце, татко ми. И некако ми беше многу природно, многу нормално, иако, например, таа приказна кога ја гледам се чудам како воопшто после дозволиле да се запишам на факултет. Само да кажам, после кога почнаа другите приказни, беше многу поразлично од она што биле претходните приказни, ние што сме ги гледале. И морам да искритикувам и да кажам дека тоа што сме го гледале ние, што сме растале ние со тие македонски приказни, се многу поразлични од овие сега. Имаше еден терк, фативме од некоја телевизија така што почнавме да ги снимаме, многу убаво почнавме и многу убаво никако почна се, но мислам дека понатаму новите генерации кои што пробуваат нешто да направат, сакаат да наметнат нешто друго и да избегаат од она што е, нели, матрицата, правото традиционално, се знае, затоа се викаат македонски народни приказни. И можеби поради тоа малку се изместија некои работи. Еве, например, јас
многу го сакам тоа, многу од актерите наши одбиваат да снимаат, затоа што им беше некако како подчинувачки, дека ќе се македонски народни приказни ќе снимаат, а зошто? Ние сме глумци, не се снимаат кај нас секој месец филмови, не се снимаат серии, зошто треба да ти е понижување да си во македонски народни приказни, кои што малта не ние и препознатливоста ја имаме од тоа. Јас, например, кога одев децата во училиште да ги зимам, мене никој не дошол во театар да ме гледа од представа, од таму ме знаеа сите. Така да мислам дека тоа е една посебна магија која што и тука не треба да се изостави, треба да се внимава и треба да се продолжи, да се негуваат овие вакви работи. Сигурно имате многу интересни случувања на снимањето на македонските народни приказни, можеби ви издвоиле некое или ги има повеќе? Па не знам, верувајте, имаше многу снимања, ние ден за ден ги снимавме. Некоја се случуваше, например, јас само што го родив второто дете, некаде може после 3 месеци се вратив повторно и она игра со мене во една приказна и пошто морав да ја дојам, затоа што она сет мораше да дојде кај што требаше бебе, нормално требаше да ја донесат неа. И тоа беше момент кај што морав да прекинувам со снимање затоа што она мораше да цица на пола сат. А иначе како најинтересно можам да го издвојам моментот кога прв пат снимав со Гоце, со Ванчо и со Ѓорги, кај што сепак сега некако помала бев, немав искуство, кај нив сето тоа многу лабаво идеше. Знаеш, јас бев навикната на сет кога ќе отидам на снимање да се укочам, нели Кирка на глумец, он стои од страната, кара ти вика внимавај како се однесуваш, презиме, немој да ми брукаш. Јас морав да одам нели по некои стапки да внимавам како се однесувам, да не се опуштам многу. Кога ги видов како импровизации, како сето тоа го прават многу лабаво, многу на шала. И сега интересно беше што го играа умот и късметот и сега, например, се ставаа букви и се шалеа на сметка на тоа да ме куште која буква фали, па дали имаше многу интересни случаи кај што се смеа, например, кога имав текст кај што требаше да кажам, ја го текстот го кажав, тогаш не сум учела ни дикција, ни ништо. Говорот ми беше одоздола, кате кога ќе збори ќе треба титул да оди, за да може да ја разберете што сака да каже. Тоа имаше многу беби моменти со татко ми, многу сум снимала и многу интересно што ние на сет, например, кога сме со татко ми, не викаме тато по име. Професионално, значи. Александар, Аце, добро што не се викаме со свиркање. Како ги балансирате професионалните обврски? Вие сте воедно и сопруга и мајка, и дали вашите деца, доколку одберат некој од вашите професии да наследат, дали би ги поддржале? Нема никогаш да одберат моите деца, затоа што моите деца се мали пред камера и не го сакаат. Тоа не ги влече, ни едното, ни другото, со тоа што еве ја и татко ми тоа викавме, трета генерација нема кој да не наследи. Мислам поради фактот што јас кога растев во театарот беше на едно повисоко ниво. Јас гледав представи, моите деца дека беа мали не можеа да ги гледаат тие представи затоа што едноставно возраста не им дозволуваше. После имаше еден период кога не играв и е многу чудно што тој период, например, кога не играв, они ме гледаат дома дека не правам ништо и како што работиш? Што си сега ти? И кога кажав дека одам на работа, не им беше јасно каква е таа работа. Така да мислам дека тие работи кај нив се многу поразлични за разлика од јас, како ги имав сватено. Можеби да бев многу повеќе ангажиран и многу повеќе одсутна од дома. Јас бев многу присутна од дома и им бев буквално на располагање и се им беше натацна од мене. Него одсетија моето отсуство за да, например, да кажете и мајка ми го работи тоа, ама види што работи, сакам и ние да го работиме тоа како ја што го гледав татко ми. Ми беше многу забавно кога ќе отидов на представа со него, после тоа ќе седнавме во бифе. Они имаат боемски живот, сега тоа го нема. И се седнав во бифе со сите глумци. Значи после представа, па јас кога почнав да играм со него, после представа ќе се седнавме како колеги сите заедно. Мене тоа некако ме влечеше, ми беше убаво. Јас, например, со балетот бев навикната на сцена. Сцената ми беше малта неусвоена и знаев дека треба да продолжам таму. Кај нив тоа не се роди, они мислам дека кога дојдат се после толку време на представа не им беше јасно што треба, не знам. Некако ми беше како чудно. Па супер било ова. Многу страшно и многу жално. Многу ми е криво за тоа. Ама ете, тоа се работи кои што не можам да ги променам. Се надевам ќе ги поддржите во што и да изберат и да одлучат. Апсолутно, машкото ми е со кошарка, па сега нешто се откажа, па ќе видиме дали ќе се врати Кирката. 2 пати пробував на балет, ја запишав, ми избега.
почна со ракомет, па со одбојка. Никако не знам, јас Може би други генерации. па не, никако, например, јас сум растена така што ако не бев уметник, ќе бев спортист. Тие се две професии кои што многу ги ценам и кои што според мојот сенс сметам дека најмногу би ми одговарале. Ја не можам например да работам нешто кое што би било нели во затворен круг, од типот на затворен круг. Мислам да не ме разберете погрешно, администрација или било што. Би сакала да бидам и физички активна и ментално и да правам нешто, да можам да функционирам. Тоа само се случува во уметност, ако си балетски играч, музичар, така, актер и спортист. Другото е се, нели, разни професии се мене тоа ме влече. Кон тоа сум ориентирана, тоа сакав и со децата да го направам, со машкото успеав, со девојчето не успеав баш. Мислам дека и двајцата тоа што сакав јас да видат, не се. Катерина, кажете ми од каде ја црпите енергијата? Со оглед на тоа дека еден ден предпоставувам ви исполнет со работни обврски, па и фамилиарни потоа, наоѓа ли Катерина време за одмор, можеби практикува кога има слободно време и патувања, каде патува? Многу е жално ова што ќе го кажам, дека јас сум тип кој што цел живот вежбал, а сега не вежбам. И ми е многу интересно со некој што, нели, ќе се видам, кој ќе ми каже, пошто знам на физичко стално или стомак ги болело и сега вежбаат, а ја не вежбам. И тоа е многу страшно за мене. Дека имам слободно време, имам напреток. Обврските не ми се мали, децата големи ми се многу повеќе околу нив. Значи немам никој обврски, јас немам некој работно време од 8 до 5 да сум ангажирана, па после нели кога ќе дојдам да ги имам оние домашните обврски и после тоа да клапнам и да речам, не можам повеќе да издржам. Повеќе психички не можам да издржам отколку од овие работи. И мислам дека не ми недостасува ништо од тоа, само ми недостасува добра организација. А добрата организација мене ми е слаба страна. Некако останав на располагање да видам на децата по нивните обврски се ориентирам јас. Дали сакам патување, нормално дека сакам. И тоа е она што кога ќе кажам колкави ми се децата, јас имам 45 години, син ми 21, ќе полни кирка ми е 17. Па јас можам слободно да патувам кај сакам. И слободно можам да го живеам животот што сум го пропуштила на 20. Ма не е така, не е исто. Можам да го правам тоа, ма живеам во Македонија сепак. Нели финансиите никогаш не го дозволуваат тоа и едноставно некако гледаш прво децата ти се пред се. Гледаш сето тоа прво тие да го поминат, па после за тебе ако остане, ако има време. Дали подготвувате нешто ново? Дали може да очекуваме од вас во следниот период некоја нова улога? Пред 2 месеци имавме, 3 месеци имавме премиера во Драмскиот театар, таа е моја матична куќа Бул во Вуво, која што на репертоарот, тековниот репертоар е сега и иде одлично затоа што е комедија. Нешто ново за жал сега како што гледам поделите како што ни ги пуштаат немам, затоа што многу пати сум кажала дека за мене театарот е никакво, мислам, комплетно културата е тотално разочарување за она сега што се случува и мислам дека треба да престанат со тие поделби од типот на јас ти тој ние вие тие да си делат улоги и веќе некако се научивме и точно знаеме кој режисер кога ќе работи со која подела ќе оди, така да порано се нервирав и патев, сега некако веќе имам кренато раце од сето тоа. Ако ме земат, ако не, мислам дека гледам многу актери кои што се многу поамбициозни и многу попаметни, знаат сето тоа да го изменаџираат самиот типот на правење на сопствени продукции, дали ќе е тоа монодрама, дали ќе е дуодрама, дали ќе е копродукција со театарот, како и да е, значи нешто да се работи, без да останеш да чекаш да видиш дали твоја матична куќа, која што зимаш плата од таму, ќе те ангажира и ќе знае многу убаво да ти искористи, затоа што сум со 2 дипломи со балетска и со актерска, да знаат на оваа возраст моја сега, да знаат дека сум на располагање, дека ми се игра, дека ми се работи, дека сум тука. Но многу се интересни кога ќе кажат, па знаете режисерите не те сакаат. И многу пати сум кажал, не ми треба мене режисер да ме сака. Јас имам кој да ме сака. Сакајте си ги тие по дома. Значи тука не ни треба љубов, тука ни треба работа и тука ни треба професионализам. Мене не ми е потребно ти да дојдеш мене да ме сакаш. Потребно ми е да знаеш да направиш правата поделба за секоја представа, која што е затоа што многу представи кои што ги гледаме сега, одлични актери, одлично се. Ама поделата е некогаш погрешена. Не мора актерите кои што ги имате вие на располагање во театарот да ги запоставувате во смисла на тие новите што се дојдени, што викам јас во петок вработени, во понеделник веќе имаат главни улоги, значи има некој ред тука. Се знае доколку на пример јас на оваа возраст треба да играм мојата возраст, така можеш да му дадеш на некој девојче вчера вработено кој што не осетило ништо да може да ги игра оваа улога која што на пример треба да биде и мајка и жена. Да, актери сме.
Треба да можеме да играме се. Ама не можеш да мене да ме чекаш сега за година, две да ми дадеш баба да играм. Така, Дефинитивно. Треба да знаат да се искористат, да се гледаат и тие некои возрастни рамки. Јас разбирам. Кој ќе кажат па актерка си можеш да изглумиш се. Па можем јас да изглумам девојче, стај ми, нема проблем. Што јас сум била девојче, сум го поминала тоа, не е проблем, ќе го изглумам. Ама што правиме со тие кои што не осетиле? Ни брак, ни деца, ни да знаат што е, како е, да, по сценарио, по текст Божи, ќе го извозиме. Ама што да правиме со таа средна генерација која што ја имате веќе на располагање во театар? Зошто да не се искористи? Еве татко ми е 77 години. После 20 години застанува на сцена во новата представа која што беше за 80 години јубилеј на МН-та. Вие знаете што значи актер да го вратите на сцена после толку години? Ние немаме како да кажам актерски век, ние имаме животен век. Ние можеме да твориме и да создаваме доколку не држи нели умот и физиката на сцена. И можеме да сме тука и може да не користат. Зошто на некој од 54, 50, 60 години актер, кој што е 2 години пред пензија, да му лепите брада да го правите старец со сила, кога ги имате актерите кои што ви се тука. Исто и со нас. А зошто не користите? И ние сме во години кај што можеме да ги играме сите тие улоги кои што нели по сценарио, по текст за секого има, како да кажам. Или да пред време да ги остаруваш, или со сила да ги правиме. Сега не можеш ти мене да ме ставиш исто па девојче од 15 години да игра. Така да треба да внимаваат на некои работи, веројатно така им одговара. И затоа и можам да кажам дека имаме убави представи, а имаме представи кои што се игруваат по 2,5 пати и тоа е многу жално затоа што се вложува во нив и тоа кошта пари. Катерина, ви благодарам многу што бевте дел од Урбан Блок. Задоволство беше да си има говорник како вас во оваа емисија и тука сме да ги следиме сите ваши новости. Ви посакувам многу успешна кариера и ви благодарам за присуството. Ти благодарам и тебе многу на поканата и јас ти посакувам уште многу вакви емисии. Ти благодарам од се срце. Ви благодарам и на вас за вниманието. Се гледаме во наредно издание на Урбан Блок. Довидување. Тоа беше се за денешното издание на нашиот и ваш Урбан Блок. Ги поминавме најактуелните теми, од нега и убавина до инспиративни дестинации и разговори со луѓе кои оставаат печат. Искористете го денот максимално, бидете уникатни, а со нас се гледате повторно за 7 дена. Довидување.